ВМРО ДПМНЕ денеска на прес изнесео дека Филипче Сомолкот признава дека стои зад инцидентот на Акиев во Советот на Кочани. Социјалдемократите пак со остри оценки за годишнината од формирањето на влада од ДПМНЕ. Сомолкот Филипче призна. Тој стои зад тепачот Акиев од Кочани. Не смее да му побара оставка за да не излезе на виделина се. Венко Филипче со денови молчи и не смее да побара оставка од советникот Тепач од Кочани, кој повреди вработена во општина Кочани во текот на неговото одјавување на седницата на Советот минатата недела. Тепачот Акиев е човек од доверба на Заев. Планот Акиев да почне со правење на тензија и ескалација на состојбите во Кочани го дал токму тој, на состанокот со Филипче во Дубај. Филипче само спроведува тоа што Заев му кажал. Венко Филипче не смее да побара оставка од Тепачот Акиев, затоа што истиот може лесно да каже по чија наредба делувал. Една година по доаѓањето на ВМРО ДПМНЕ знам и влен, реалноста е болна. Македонија не е горда, Македонија е понижена. Понижени се работниците, земјоделците и младите. Наместо ветени промени, добивме стара, корумпирана власт, со луксус за функционерите, а сиромаштија и страв за граѓаните. Економската состојба е катастрофална. Животот станува се потежок, платите не растат, а цените секојдневно одат нагоре. Парното поскапе, исто и струјата поскапе. Народот е оставен сам. Додека власта се расфрла со луксус, со приватни авиони, хотели од сеништата, скапи јадења, како папаја и манго. Владата лаже за економскиот раст, а фактите се јасни. Инфлација речиси 4,5%, раст од само 2,6%. За прв пат имаме полош економски резултат, дури и од воената 2001.